Традиционалното оро копачка е машко соборско оро од регионот Пијанец во источниот дел на Република Македонија. Ја има во Истибања, Калиманци, Македонска каменица, Делчево, Трамче и други. Од тука постојат и повеќе варијанти на оваа игра, како Калиманска копачка, Истибањска, Косевичка, Трамечка и така натаму. Варијантата на орото копачка од село Драмче, која се уште е живо наследство и се игра на соборите и свадбите низ Пијанец, се издвојува со својата подвижност, динамичност и зачуваност на орските фигури. Копачката како традиционално оро стана символ на културниот идентитет, не само на локалната рурална заедница од село Драмче, таа ги надмина и границите на регионот Пијанец. Драмечката копачка е оро која го играат најдобрите играорци не само од Драмче, таа е предизвик и за играорците од целиот пијанечки регион. Се игра и на свадби и на собори, кога од така наречените соборјани ќе се издвои роводецот кој си го плаќа орото на музичарите и заедно со последниот танчар, наречен опашкар, ќе почнат да го формираат орото. За балансот на полукругот многу значаен играч е и средишниот и тој се приклучува како трети играч. Рацете на танчерите се вкрстени, се држат за појас и тоа левата рака на првиот доаѓа на десната рака на вториот играч. Бројот на играчите во традиционалната изведба на орото не е ограничен, додека за настапите на фолклорната група Копачката на различни фестивали, како
овој гостини собори и во други делови од земјата се избираат најдобрите 8 мажи, сите членови на локалната заедница кои со својата мајсторија во играта со чекорите умеат да ја изиграат копачката на најубав можен начин. Орото копачката од село Драмче е придружено со најдобрите музичари, тапанџии, во минатото најчесто припадници на ромската етничка заедница, а денес со мешан етнички состав, роми и македонци, кои својата моќ ја одмеруваат и преку техниката на тропање на тапанот. Понекогаш и брзината на свирењето со кеменето, тамбурата и слично. Во 60-тите години на 20-тиот век постоела и женска копачка, која заедницата се обидува да ја ревитализира последните неколку години. Копачката најубаво се игра со два тапања, но денес во процесот на преосмислување на орото, бројот на тапањи во изведбата на драмечката копачка може да порасне до 4 или 5 тапања. Освен со тапан, копачката може да биде придружена и со кемене, а поретко и со тамбура или гајда. Соборското традиционално оро копачката има 4 играчки фигури. Шетаница со која се формира орото и се загреваат игрорците. Ситното во кое чекорите на игрорците се брзи и кратки, при што вештите играорци по овој дел од играта ги лизгаат нозете по земјата. Префрлачка е брза и динамична танцова фигура во која се прави префрлување на левата нога над десната, а играорците го забрзуваат орото до најголем занес и продолжуваат со последната играчка фигура. Копачката. Тоа е последен, воедно и најбрз и најдинамичен дел на орото, кога игрорците играат со полн занес. На самиот крај на играњето на копачката, игрорците прават скок на десната нога, застанувајќи на неа, а со левата подскокнуваат и удираат, копнуваат во земјата. За трансмисија на знаењето на копачката, најважни се световните и религиозните празници, како што се Ѓурѓов ден, Еремија или Покровита Богородица, кога во пијанечкиот крај се организираат собори и панаѓури пред поголемите цркви. Иако со никаков комерцијален бенефит, фолклорната група Копачка повеќе од 60 години активно настапува на сите локални, национални и регионални смотри за традиционални танци. Таа е генератор на културниот живот на градот Делчево и околината и повеќе децении успешно и многу суптилно го промовира традиционалното оро копачката, со што го подигаат и нивото на свесност на јавноста не само во регионот, туку и на национално ниво за постоењето на нематеријалното културно наследство.